Навистина е задоволство да денеска се биде тука во Ѓуешево и да подпишеме еден договор кој што мислам дека е сон на генерација од двете страни на границата. Нешто за што сме читале, нешто за што сме учеле, уште кога сме биле деца, тоа е дека двете држави, двата главни града, Скопје и Софија треба да се поврзат со железничка врска, но нешто што историјата сакаше јас и господин Караджов да денеска го подпишеме. Железничкиот коридор 8 е еден од најважните трансевропски транспортни коридори, кој има стратешко, економско и геополитичко значење за целиот Балкан и за цела Европа. За нас, ние сме силно посветени на неговата изградба и модернизација и веќе првата делница во должина од 31 км помеѓу Куманово и Белјаковци ја завршивме и ја ставивме во функција во јануари оваа година и веќе од Скопје до Куманово и Белјаковци секој ден има возови кои што оперираат на таа пруга. Во моментот работиме на втората фаза, која што е од Белјаковци до Крива Паланка, во должина од 34 км, а веќе се надевам со силна работа на јавното предпријатие Железница инфраструктура и во соработка со партнерите од Европската инвестициска банка, Европската банка за обнова и развој, Европската комисија, ќе успееме веќе во декември или ќе направиме се да објавиме меѓународен повик за изградба на третата фаза, која што оди од Крива Паланка до границата во должина од 24 км, која што е многу комплицирана за изградба заради конфигурацијата на теренот и заради тоа и финансиски товарот е голем, кој ќе направиме се да ова го реализираме, така што се надевам дека во декември месец ќе почне процедурата за веќе на пролет да ги видиме и првите машини кои што работат. Коридорот 8 е транспортна линија што го поврзува Јадранското со Црното море. Тоа за нас значи директна поврзаност и излез на две мориња, што дава дополнителен импакт и поголема конкурентност на нашата економија. Но исто така, ова е коридор кој што е од сериозно безбедносно значење, во услови кога во 21. век се случува во Европа нешто што не можевме да го замислиме. За жал имаме виор на војната, недалеко од овде како ќе погледнете воздушно, недалеко од тука се случува војна, тоа е агресијата врз Украина, неправедната агресија која што се прави врз еден мирољубив народ. И затоа овој коридор е многу значаен, затоа што ова е коридор кој што ќе е од помош и подршка и на НАТО алијансата со цел да може да помогне на Украина да одбрани својата сувереност и својата независност и територијална целовитост, нешто што е исклучително значајно за сите нас. Затоа ќе работиме многу сериозно, ќе работиме многу посветено и се надевам дека за брзо време ќе ги видиме резултатите. Јас во принцип не сакам да давам ветувања, но она што можам да го ветам е напорна работа, посветеност. Се надевам дека за многу брзо време ќе го поканам колегата вице-премиер да дојде на отварање на втората делница, потегот помеѓу Белјаковци и Крива Паланка, и исто така за брзо време ќе го поканам да дојде на почеток на работата на третата делница, а со подршка на Европската комисија заеднички ќе оградиме тунелот кој што ги поврзува двете држави. Благодарам многу, нека е за убаво, за многу години, со среќа, посакувам многу напредок и на Македонија, и на Бугарија, и на целиот регион. Благодарам многу.